Оваа луѓе и места ќе ја посветиме на љубовта помеѓу еден човек и една раса на кучиња. И тоа не било каква раса, туку домашна, македонска. Таа е единствената раса по која Македонија е препознатлива во кинолошкиот свет. Неговото височество, шрпланинецот. Се опативме кон Тетово во подножието на Шрпланина, неговата домицилна територија, да ве запознаеме со човекот кој повеќе од 4 децении е пасиониран влюбеник во оваа раса. Михајло Крстевски, инженер архитект, е собственик на една од неколкуте одледувачници на шрпланинци кај нас. Тој е голем поборник за задржување на автохтоните карактеристики на шрпланинците и зачувување од исчезнување на овој господар на македонските планини и безпрекорен чувар на овчарските стада. Неговата приказа за шрпланинците започнува на негови 17 години. Денес тој наоѓа многу причини зошто таа љубов се уште трае. Една од нив е и карактерната сличност со оваа храбро, лојално и паметно куче. Карактерот на човекот некогаш ја бира и расата за која се одлучува. Јас сум сакал од малена, сум бил можда и покрупен по природа да кажем така, и сум сакал поголеми раси на кучиња, затоа и сум го одбрал шрпланинецот. Карактерот негов исто така многу ми импонира, значи по потреба е мирен, по потреба е оштар, суров, значи прави една, да кажем, прифаќање не на секого, меѓутоа на одредени луѓе, на одредени карактери на луѓе, и со него сум се нашол како еден добар пријател. Заеднички сме се нашли двајцата да си подпомагаме еден на друг во некои ситуации кај што требало. Шрпланинецот представува наше национално богатство. Од секогаш бил препознатлив белег покрај стадата на планините широм Македонија, а најмногу во нејзиниот западен дел. Секоја земја ја нема таа придобивка да има своја раса, меѓутоа Македонија иако мала, сепак има една своја раса на куче, тоа е шрпланинецот. Шрпланиниците како раса, посебно мене ме заинтересира уште од младите мои денови, како дете, да кажем, не дека од 7-18 годишна возраст, сега веќе имам околу 57 години, значи еден долг период го поминав со шрпланинецот и сватив дека е тоа куче кој што највеќе ни прилега нас, кој што потекнуваме од овие простори. Затоа и сме најблиски, значи сродни сме едни со други. Тој наш заеднички живот на овие простори, сигурно и тоа го створил да ги имаме некои доперни точки. Инаку шрпланинецот е една племенита раса која што служи за пред се за чување на стадата од дивите зверови, меѓутоа се почесто служи и за чување на домаќинствата, на куќите, на разни индустријски објекти, да кажем, и други работи, поготово се служи и во војската во бивша Југославија и сега исто служеше и за чување на нашите граници. Во еден турски тефтер од 1901 година било запишано дека на Галичник имало 12.000 овци и 700 шрпланинци. Тие биле безпрекорни чувари на македонските стада од диви животни, но и од арамии. Од Бачило бил донесен и неговиот прв шрпланинец. Првиот шрпланинец ми беше донесен од Бистра, од Мавровско, од озгор од Бистра, и тоа ми ја донесо едни овчари во Бисаги. Знаете што ги вика они тие на коњи што ги носат плетените торби, да кажем, во тоа беше донесен, беше темно-сива боја и меѓутоа морам да се потсетим на тоа време, ја пред тоа бев таму и гледав кучињата и ме импресионираше многу што имаше голем број на стада на овци. У тоа време негдека 1 мај ова Бачилото броеше можда недека околу 50 до 60.000 овци. Сега све тоа како намамо постепено, да кажем, проаѓа времето,
овците, се намали бројот на овците, а со тоа дојде и до не негување на кучињата на шарпланинците, поготово по бацилата кои што има најдобри услови за тоа. Ја во овој период мој на одгледување многу сум правил напори да го вратим шарпланинецот во планините тамо кај што му е местото, со овците. Сега овдека силом прилика и мојата голема љубов, нормално и на мојот син сега више, пошто заедно и тој е голем више и гледаме кучињата, преснува да е на еден вака, да кажем, малав простор за нив имаме толку многу кучиња. Меѓутоа сметам дека правото место сепак на шарпланинецот е во планината. Шарпланинците спаѓаат во расата молоси. Постојат повеќе претпоставки како дошле на овие простори. Како прадедо му се рачуна тибетскиот мастив, од него потекнуваат сите овие раса на молоси, значи тоа се поголеми кучиња, да не ги набројувам сега сите кучиња. И најверојатно има претпоставки дека Александар Македонски уште и пред тоа навамо има донесено. И сега како се движела тие примероци на кучиња, како доваѓале навамо, секој си наоѓал по државите, по другите држави своји, да кажем, уточишта. И со тамошните кучиња се добијало некои соодветни раси. Така да ви реков, кои стигнале овдека и овдека имало некои раси на кучиња, меѓутоа помешан со тие раси молосот се добиле шарпланинците кои што многу се слични со повеќе раси на кучиња. Например, слични се со сега бојата игра можда некој улога, иначе по карактер, по други карактеристики со каракачанскиот овчар од Бугарија, па имамо горе у Русија, имамо со кавказскиот овчар се многу слични, слични се со Швајцарија кој ќе земете со бернардинецот, по некои карактеристики таа е молошка група, да кажем, на кучиња која што е. Стандардот за расата шарпланинци е направен во 1939 година. Еве кои се дел од карактеристиките на стандардот шарпланинец. Основна боја, прво да почнеме со бојата на шарпланинецот, да кажем во стандардот што е призната, тоа е од бела до темно сиво железна боја. Значи другите сите бои се признати. Значи од тоа двобојност не е призната, тигравост не е призната. Значи со големи разлики се дозволува да има некои дискретни белини, да кажеме, овдека на градите една мала белина, на прстите нешто, на шепите доле може да има и така. Меѓутоа другото не е дозволено. Црна пигментација треба да има на сите слузокожи, кај што има, да кажемо, кај очите, кај жвалите, усните тука, ноктите да има црни, црно пигментирани. Карактеристично за него е ушите, значи има уши во однос на главата треба да не бидат горе високо насадени, да бидат негдека у висина на очните на очите, од тука надоле. Исто така заболото, сега заболото ми се чини е многу престрого, бидејќи сум гледал многу добри примероци на шарпланинци, кај што ете со заболото од молосите, ја има таа карактеристика, значи може да има и дозволено е да биде ножичка, маказа, што би рекле, меѓутоа може да биде и тет-а-тет, значи за клештастото зубало. Има и такви многу кучиња, кај што би требало можда, ако некојаш дојде до менување на стандардот, и тоа да се земе во обзир. И клештастото зубало да биде, да кажем, дозволено, бидејќи не е дозволено, затоа што другите раси на молосите, они се и предгризачи, значи долната вилица им е понапред од горната вилица. Нормално, добри, крупни, јаки песови, бидејќи ние знаеме за една одбрана со дивите животни мора да биде кучето снажно, јако, не може некој куче малечко. Интересна е симбиозата која се развила помеѓу Михајло и шарпланинците. За повеќе од 4 децениско одгледување тој може да се пофали со завидна бројка шарпланинци излезени од неговата одгледувачница. Ја кој сум со нив сум најсталожен, најсмирен, на ништо не мислим, значи тоа е бетер од некој лек да земете за смирување. Верувам дека негдека сигурно има пројдено вака грубо, не сум рачунал толку точно, меѓутоа сметам дека едно 700 кучиња бројката е која што прошла низ наша одгледувачница. Прво многу е важно кучињата кои што ги одгледувате да имаат што помалку мани према стандардот, бидејќи јас ви реков сакам да створим кучиња за изложба. Тоа е малце потешка работа, него ли куче само да го имаш како шарпланинец. Вака можда некој кој што е лај, кој што не ги познава, кој ќе види некој куче, ќе се одушеви, ќе рече, ау, по пубо куче нема за него тоа. Сега ја малце ги гледам со подруго око, шарпланиците и тражим некоја ситна мана и све што можем, значи помалце мане да има, макар што тоа е многу тешко, зашто генетиката е уште некоја неразјаснета работа.
да кажем, иде све напред и медицината, меѓутоа пак викам генетиката имало случаеви многу кај што некогаш ќе те изненади, очекуваш нешто, излегува друго, ако не ја знаеш. Сега ми имаме во нашата добивачница кучиња кои што ги чуваме више 15 на година, да речем 20, генетски се. И отприлика знаеме, меѓутоа за да се освежи крвот, стално треба да пробаш со некој куче друго. Сега таа генетика од таму као и таа ја знаеме, ја знаеме да кажем под наводници, меѓутоа не знаеш кој ќе се спара што ќе излезе. Али се трудиме да барем у тоа парење не ги повторуваме маните од едниот и другиот, од мужекот и од женката. Барем едниот ако има едни мани, другиот има други, па ако може тоа најдоброто од двете кучиња да го задржи тој примерокот. Вир или Блек, како што го нарекуваат тие, е еден од шампионите на Михајло. Неколкукратен шампион на Македонија и вице шампион во светот за 2009 година. За едно куче да ги постигне овие успеси на некоја изложба потребно е многу труд, но и љубов. Куче за изложба се спремни е мукотрпна работа. Прво треба да се потрефи некој куче за изложба, да кажем, и тоа е да се потрефи кај нас. Мене ми е задоволство, без разлика дали кај мене, во мојот родилаци или на некој други што ќе му дадем куче, неговото ќе биде. Важно е добро да се потрефи некој куче. Добро е што кај нас во нашата добивачница кучињата се типски блиску еднакви. Значи немаме некои големи отстапувања, некој куче да извадимо многу големо, некој многу мало да излезе или со некои големи разлики едни од други. Значи приближно се тука исти. Тоа е еден успех исто кој ќе се изведа, да кажем кучињата се знае са препознатливи по нешто. Кучињата нема разлика, значи некоја голема едно вакво излегло па друго такво. Тоа е еден успех за одгледувач кој ќе извади тоа. Сега за кучето да биде све, што викам од сакум пакум, значи за изложба без мани нема куче. Реков и пак ќе го повторим, со помалце мани. И тоа е една, да кажем, среќа, и тоа треба да се има среќа, зашто некогаш се упрашање финесе кај судиите да одлучат. Меѓутоа јас секогаш се трудам да јас сум судија прво на моите кучиња овде кај синот, прво ние ги оценуваме, дали се за изложба не се важно, сакаме стално да бидеме уврвот, не викам да бидеме први, зашто нијанси ви реков постау тоа, дали да бидеме петка и после да бидеме меѓу првите кучиња на таа соодветна изложба. Јас сум до сега задоволен со резултатите кои што ги има постигнато нашата добивачница. Ете, имавме прилика да имаме куче кој што беше и шампион на Македонија и други сме имале шампиони, исто меѓународен шампион, па стигнавме и до второ место на светска изложба во Братислава 2009 година. Макар што сметам дека таму може би требаше и први да бидеме, не навлагам, тоа е судиско убедување и тоа више заврши. И кучето ни уште тука, сега е веќе возрастен пес, стар да кажем, ветеран, има 8 години, али сметам дека тоа е едно големо достигнување за нашата добивачница и за македонската кинологија. Бидејќи не на светска изложба да бидеш втор, да отвориш ЕРЦАЦ титула, тоа е едно големо достигнување. На европска изложба исто така сме биле втори, значи ЕРЦАЦ изложби таму сме имале. И вака успеси сме имали многу други во Македонија, вон Македонија сме иделе во Бугарија на такмичења, во Србија. Так некако у Србија ни е најголем предизвик кој идеме, бидејќи расата, ви реков, и нивна и наша беше, и таму е такмичењето со нивните кучиња предизвик еден голем за нас. Шапланинџиите, не само за мене, него за многу од Македонија. Намалувањето на бројката на автохтони шарпланинци по македонските бачила неминовно ја наметнува потребата од организирано заштитување и одржување на оваа раса во нејзината природна средина. Не викам дека секој треба да има во себе некој такмичарски дух и да го интересираат изложби. Бидејќи ако го интересираат изложби, тој ќе се бави со стандардот на шарпланинецот. Негувајќи го стандардот и трудејќи се да добие нешто по стандардот на шарпланинецот, тој со тоа ја негува расата на шарпланинецот. Тоа не може да им се наметне на овшарите, да кажем, по планините сега да чуваат толку и да они и да по изложби сите тие работи. Меѓутоа доста е да го има шарпланинецот, нормално нема идеален шарпланинец, секој си има некои одредени мани. Меѓутоа со што помалце мани, барем ете со некој
да речем, генетски недостатоци да не бидат кушињата тамо кај нив. Тоа е една голема работа да тоа се врати. Во сета оваа работа ја гледам един излез, мислим пак да се најде некое, како да кажем, како стимулирање. Можда и државата треба да се уклучи у една поголема, да кажем, акција, правење проекти, изнаоѓање средства за стимулирање за развојот на шарпаницот, поготово по овие поголеми бачила. Ние сега имаме во Македонија во последно време и многу, да кажем, приватни луѓе, газди кои обезбедија голем број на овци кои се економски јаки, меѓутоа јас сум разговарал со нив, вака нема некој интерес посебно за шарпланинецот. Знаете како? Тука нешто треба да се направи за да се развие шарпланинецот. Ете со некои закони, носење и тие работи. Се поздравуваме со вас овој пат од Тетово. Следната средба ви ја закажуваме на некое друго место, кај некои други луѓе.